Се тресе Скопје. Катастрофалниот земјотрес во 63-та го разруши градот од темел. Нормално е сите да стравуваме дали е можно повторно да се разруши Скопје. Загрижува информацијата дека среде центарот на градот има процеп кој што е длабок велат околу 200 метри, а некој велат дека на него не ни смело да се градат згради, а ги има еден куп. Не стресе богами и земјотресот минатата година и тоа убаво не здрма и не исплаши. И не натера сите да се запрашаме какви ни се градбите, безбедно ли живееме, на какво тло живееме. Токму за тоа говориме во ова досие и прашуваме: ке се тресе ли Скопје? Скопското подрачје се стресе предпладнено и попладне. Видно вознемирени се граѓаните на Скопје по овој земјотрес трет денеска. Треба ли да стравуваме дека можеме да имаме и посилен удар од овој или можеме да бидеме спокојни? Имавме можност да влеземе во становите, да го видиме оштетувањата, сега ќе пробаме да ви ја доловиме сликата. Уште еднаш може да видите овој влезот од зградата практично на приземјето, за какви големи пукнатини се работи. Не стреси, малце посилно не стресе, бидејќи магнитуда 5.2 представува магнитуда што по оваа статистика што имаме за Скопје се јавува еднаш на 100 години. И на висина магнитуди 5.2 ќе го почувствуваат сите и тоа убаво ќе го почувствуваат. Инаку да кажеме, че тоа е најекот земјотрес што се случи после катастрофалниот од 63-та година. По земјотресот во 63-та година во наредните 2 години дури имало над 600 авторшокови и потреси во Скопје. При последниот земјотрес за среќа не тресеше долго, имавме авторшокови, но еве сега тлото е мирно. Се прашуваме дали треба да стравуваме, дали треба да се плашиме, дали може Скопје скоро пак да се тресе. Дали ќе се случи, дали постои веројатност за еден земјотрес како што беше Скопскиот од 63-та или дури уште малку посилен, сигурно постои, бидејќи историјата за скопските земјотреси е позната. Познато е дека Скопје, односно Скупи или како порано се викал градот Скопје, е повеќе пати разурнуван до темел, што кажува дека магнитудите биле од 6,5 нагоре. Треба да сме свесни дека сме во една сеизмички активна зона, односно нашиот град е на сеизмички активна локација. Можеме секојдневно да очекуваме да ни се појави земјотрес со помал или со поголем интензитет. Едноставно треба да го прифатиме тоа како реалност и да живееме со тоа без особен стрес или страв, да речам. Така да, веројатноста постои. Во моментот, иако велам, не се предвидуваат земјотресите, не е голема сега веројатност да во блиска иднина имаме некој земјотрес како што е Скопскиот од 63-та, но сигурно е дека некои наши параунуци повторно ќе доживеат еден таков земјотрес. Едноставно да сме спремни дека кога ќе се случи, треба да постапиме онака како што треба во дадениот момент, значи да сочекаме да се смири. Велат дека низ централното градско подрачје поминува процеп кој што е длабок околу 200 метри и дека се протега дури од потегот Отка и Чешма во Киселавода па се до Лепенец. Некои истражувања велат дека на овој потек не смело воопшто да се градат згради, а ги има изградено. Стручњаците велат дека доколку овие згради се наоѓаат на овој процеп па се работи за висококатници, тие најверојатно први ќе страдат и ќе се срушат до темел при евентуален силен земјотрес. Евентуален силен земјотрес во главниот град може да направи голем неред во централното градско подрачје, во близина на старата железничка станица, а со иста судбина би завршили и населбите Карпош и Влае. Ова го тврди студијата на пензионираниот професор на градежниот факултет Апостол Поцески, чии испитувања покажале дека силниот земјотрес би ги срушили висококатниците во населбите Аеродром, Ново Лисиче и Кисела Вода. Како што е објаснето во студијата, ефектот на почвата од Скопскиот земјотрес во 63-та година, испитувањата на земјата под главниот град покажале дека најголеми оштетувања тогаш имале објектите што биле изградени врз голем процеп, длабок околу 200 метри, што се протега од населбата Киселавода до реката Лепенец. Процепот минува низ делот кај Чешма во Киселавода, па преку улицата пред старата железничка станица продолжува до поранешниот плоштад Слобода, кај домот на градежници. Потоа преку улицата Ленинова продолжува на булеварот Партизански одреди, па кај полициската станица во Карпош. Преку Влае завршува кај реката Лепенец, стои во студијата. Во материјалот се вели дека Скопската котлина е пресечена со многу процепи, но овој е најстрашен, затоа што минува токму низ центарот на градот.
Тогашните испитувања чинеле сегашни милијарда долари, а ги финансирале повеќе странски земји и југословенската влада. Според истражувањата, главниот град главно лежи на нестабилна почва. Се покажало дека целата Скопска котлина лежи на чакал, кој некаде е длабок, а некаде многу плиток. Токму таквите разлики во длабочината може да бидат кобни при земјотреси. Тие згради не би се срушиле сигурно, бидејќи јас тврдам дека, особено после, да кажам, тамо негде 70-тите години, сите згради се проектираат и градат исклучително квалитетно, така да не постои локација на Скопје каде што има ризични згради. Дека Скопје е полно со процепи и расцепи потврдува и директорот на ИЗИС Михаил Гаревски, но смирува, вели, тоа го знаевме. Тој дури и раскаже на приказна дека по земјотресот во 63-та година светски научници правели истражување за тлото под Скопје и дури имало и идеја целиот град да биде дислоциран и сите евакуирани на сосема друга, трета локација. Еве што вели Гаревски за тоа. Значи, после 63-та земјотресот се формира еден комитет од Обединетите нации, експерти по земјотресно инженерство, и првите размислувања заедно со политичарите од градот, а и од Македонија и од Југославија било размислување да се разгледа можност за евентуална евакуација, преселба на градот Скопје, заради тоа токму на она што прво прашавте, дека овека се случуваат во одредени историски периоди земјотреси. На крајот се заклучило дека сепак скоро целата територија на Република Македонија е неповолна сеизмички е активна, така да се одлучило да не се сели градот, туку да се води сметка за сеизмичка сигурна градба, и тоа е најважното што практично треба да се прави. Како што реков, постојат раседи. Градот Скопје е многу детално и геомеханички истражуван со сондажни, да кажеме, дупчења. Исто така направени се неколку пати сизмички микрорайонирање на Скопје, така да се знае на секоја локација какво забрзување на тлото може да се очекува. Значи, ние не ги избегнуваме локациите, затоа што кај некој може да имаме поголемо забрзување, а кај некој помало, туку водиме сметка зградите да ги проектираме во согласност со самите забрзувања. Објектите што се градени и се градат се проектирани во согласно со прописите и не би требало да очекуваме дека ќе имаме рушење на тие објекти, а што е најважно. Постојат системи на раседи низ целиот град Скопје, кои што некои од нив се активни, некои не се активни. На YouTube и на интернет може да се видат страшни снимки од земјотреси во светот, силни земјотреси, каде што земјата буквално е распукана на два дела, има огромен процеп помеѓу. Но дали знаете дека ист ваков процеп имало и во Скопје? По земјотресот во 63-та се случил во околината на Злокуќани. Има и фотографии и видеоматеријали од овој процеп. Во досие ви ги прикажуваме. Значи, тоа е типично за магнитуди на земјотреси поголеми или околу 6, да имаме манифестации на тлото. Такво нешто имаше и по Скопскиот земјотрес од 63-та година. Не така долга манифестација на тлото не беше во Скопје како што е ова во Италија, но има слики. Тоа е позади Злокуќани. Има слики од таа пукнатина. Може ли да се каже колку плочи има Скопје, на колку плочи лежи, колку такви пукнатини има помеѓу кои што може да... има системи, тоа е низ целата површина на Скопје се раседите. И паралелни едни на други. Некои се велам активни, некои се неактивни. За среќа ние знаеме дека поголема магнитуда од 6,5, 6,6 не би требало да се очекува во Скопското епицентрално подрачје. Токму поради различната почва, студиите пишуваат за тоа на кои места е посигурно да се градат повисоки згради. Низ цело Тафталиџе населбата е изградена врз плиток чакал и тврда подлога, конгломерат.
Веќе се градат висококатници во Скопје. Ако треба да се градат на потегот од секашен Веро во Тафталиџе, Капиштец, па речиси до Водно. Наспроти тоа, повисоки згради не смее да има кај поликлиниката Букурешт. Таму има висококатници изградена кратко време пред земјотресот, чиј преден столб делумно се урна, најмногу поради составот на земјиштето. Во критичниот појас влегува и делот од градски зид кај полициската станица Беко, како и околу универзалната сала, бидејќи е многу блиску до линијата на раседот. Не е препорачливо да се прават населби со високи згради во Железара и Киселавода. Чакалот во аеродром и Ново Лисиче и денеска тоне. Поради тоа таму не треба да се градат згради повисоки од 8 ката, се вели во студијата од 63-тата. За сигурноста на населбите во Топанско поле, Бутел и Чаир нема многу информации, зашто овие делови не се испитувале многу по земјотресот. Не се правеле ни испитувања во Момин поток и Зајчев рид, за каде е планирано да се градат големи населби. Ни таму не смеат да се градат висококатници, бидејќи носивоста на почвата е помала. Кога вие би купувале стан или кога би требале да кои локации, не велиме нели лоши и добри, меѓутоа кои би ги преферирале, а кои би ги одбегнувале, да речеме, во Скопје? Дали можеме да дадеме? Пак би рекол, јас би гледал дали би ми се свиѓала локацијата како урбанистички, дали е добро решена, бидејќи подеднакво сите овие нови објекти се квалитетни со одредни исклучоци, али тие исклучоци се многу малку. Јас можам да ви кажам, не знам дали понатака ќе идеме со други прашања, значи јас можам слободно да тврдам, сега најсериозно тврдам, го тврдам тоа дека од негде 2013 навака имаме најсигурна градба во цела Европа. Тоа можам да го дискутирам со било кој експерт од Европа, а фала Богу, бидејќи бев и председател на Европската асоциација по земјотресно инженерство, ги познам сите експерти во Европа и они се свесни дека навистина во Македонија во моментот се проектира и се гради најсигурно од цела Европа. Скопје ни вела дека кога веќе купуваш стан, подобро да купиш некој од старите градби, особено оние згради кои што се градени по земјотресот во 63-тата, а биле проектирани со помош на светски научници како Кензо Танге. Вела тие биле поиздржливи и побезбедни од земјотреси. Исто така народот бега од висококатници, велат кога има земјотрес побезбедно е да си на понизок кат. Михаил Гаревски не се сложува со ова. Го прашавме него. Вели дали треба да се живее во висока зграда или во ниска зграда, стар или нов стан? Јас еднаш изјавив дека повисоките згради се посигурни во Скопје отколку пониските и некои од новинарите мислеа дека или јас сум сгрешил или малце дури се пошегуваа со мене како е тој парадокс, повисоки згради да бидат по-сигурни, а всушност е тоа точно што го кажав во кој смисол. Во Скопје, а и генерално локалните земјотреси, предоминантната периода им е негде 0,4-0,5 секунди. 0,5 секунди прва периода имаат зградите со спратност помеѓу 4 и 7 спрата. И сега, тие згради највеќе ќе бидат побудени од скопскиот земјотрес. И сега испаѓа дека тие се најлоши, но не се најлоши, тие се проектирани да го издржат овој земјотрес. 0,5 секунди земјотрес не може многу да ја побуди зградата на Джева или не мора да биде зградата на Джева висококатница која е над 20 на спрата. Тие објекти повеќе ги почувствуваат и многу повеќе далечните земјотреси. Кога ќе одам да купувам стан, како да се осигурам дека таа зграда, таа градба е сеизмички како што треба? Па видите, значи следната работа. Ние мислиме дека после земјотресот негде 70-тите дека луѓето велат купувај стари градби, стари станови, тие се посигурни. Не е баш така. Иако парадоксално ја имам купено еден постар стан, еве да кажем у градски зид, нели? Ама си го преуредив, го реновирав. Они се смета, тоа се од Кензо Танге, проектирани се после земјотресот. За мене, ама ете, живам и во тој објект ќе живам, значи, за мене тој повторно е добар сизмички, но овие поновите градби се подобри од оваа зграда кој што јас ќе живеам во градски зид. Сите понови згради се, да не кажам не многу, ама за едно 30% се подобри, еве и од зградите во градски зид.
Но не се тресе само Скопје. Цела Македонија е ризична. Во последниот официјален извештај што ги мери земјотресите што се случиле во изминатите 25 години, се вели дека на цела територија на Македонија биле забележани повеќе од 20 земјотреси со интензитет околу 6 степени и 3 со интензитет поголем од 7 степени. Сеизмички најактивни подрачја во Македонија во поблиската историја се покажале Пехчево, Дебар и Скопје, каде се измерени високи магнитуди. Да не го заборавиме и Валандова. Земјотресот од 1904 година во Пехчевското епицентрално подрачје се смета за најсилен на Балканот. Измерена е јачина на земјотресот 7,8 по Рихтеровата скала или 10 степени по Меркалиевата. Земјотресот се случил на 4 април 1904 година. Не се којдневно сопаѓање. Датата е 4.4.1904. Имаме и Валандовски регион, имаме и Пекчевско-Беровски, имаме и Охридски, рековме, целата територија е сизмички активна, но помалку активна од цела Грција, многу помалку активна. Помалку активна дури и од Албанија, со Бугарија сме тука негде, од Турција уште многу помалку активна. Така да јас понекогаш убаво да не малце стресе за да не се олабавиме во проектирањето, ја не очекувам дека би требало во наредните години нешто вака да не вознемери повеќе. При катастрофалниот земјотрес во Скопје беа комплетно разрушени околу 15.800 станови, над 30.000 беа оштетени. Сега работите се сменети, се има контрола. Тврдам дека од овие што се 2013 година навака, дека ниеден објект сигурно нема да падне, да се сруши. Тврдам дека можеби ќе има некој од нив мали конструктивни оштетувања, но генерално, практично, нема да има никакви економски штети на сите овие објекти кои што ние сме ги прегледале, а веќе од 2013 до сега имаме прегледано негде околу 10.200 објекти. Се вршат дури и тестирања како реагираат зградите на земјотреси. Се прават симулации. Зошто е ова важно? Затоа што се тестираат и веќе изградени објекти, како мостови и брани. Например, имаш информација низ Скопје дека браната на Матка имала непокнувани и дека при силен земјотрес би се срушила и би го поплавила Скопје. Но истражувањата не велат така. Бевме во лабораторијата на ИЗИС да видиме како се вршат овие симулации, да ги видиме машините кои симулираат земјотрес. Еве како изгледа. Господи Крстевска, се наоѓаме во еден огромен хангар. Каде сме прво, може да не кажете? Вака, ова никако не може да го наречеме хангар. Ова е нашата лабораторија за динамички испитувања, која што е многу популарна и во која што ги вршиме експерименталните истражувања на делови од конструкции, на елементи, на физички модели и во која што е сместена опремата за испитување во различни услови. Значи, дали се динамички или статички или поинаков тип на опрема, но ќе одиме со ред. Еве, гледам овде и некои сајли огромни, овој зид, што е ова? Може ли да ни објасните? Ова се елементи кои што беа користени при испитување на еден модел во квазистатички услови, кој што беше практично еден дел од челиштата платформа на антенскиот столб, кој што се гради на водно. Имаме сигурно испитано преку 40 на објекти во различен конструктивен систем, значи згради, мостовите и така натаму, кои што ги имаме испитувано како изградени објекти. Значи, тоа е една методологија која што ние користиме за дефинирање на динамички карактеристики на веќе изградени објекти, односно конструкции, би рекла, затоа што тука спаѓаат и браните и мостовите. Браната Матка е испитувана во природна големина за определување на незините динамички карактеристики, точно од екипа од ИЗИС, многу одамна. И колку што знам, анализите покажуваат дека е се во ред. Се приближуваме тука кон еден интересен, како да го наречам, објект. Ова е платформа, што е ова? Да, е вака. Сега тоа ни е, да можам слободно да кажам, најатрактивниот дел од нашата лабораторија за динамички испитувања. На неја имаме испитано голем број на модели, различни типови на модели од конструкции. Како функционира? Значи се прави модел, се поставува на оваа платформа? Вака, сега, на оваа платформа, кога ќе го изградиме моделот, го поставуваме на платформата, го фиксираме за неа и тогаш од командната соба, значи она каде што бевме почна да тресе. Се задава земјотрес кој што е карактеристичен дали за локацијата каде што се наоѓа предметниот објект
Значи, моделот на црквата Свети Никита, која што се наоѓа во Бањани, во размер 1:2,75, значи 2,75 пати помала од оригиналната конструкција, испитувана на земјотресно дејство и после на оштетениот оригинален модел аплицирана методологија за зајакнување и повторно испитано за да се процени ефикасноста на применетата методологија. Понатаму испитуване модел на џамијата Мустафа Паша, која што се наоѓа исто во Скопје, тоа е историски споменик. Испитан е моделот на браната Козјак во размер 1:100. Значи, тоа е една камено насипана брана која што беше овде со исто така со моделирање и на теренот и на акумулацијата. Се покажа добро? Се покажа добро. Добре. Ова се така наречени вибратори, односно генератори на принудни вибрации, кои што ние ги користиме за испитување на динамички карактеристики на веќе изградени објекти. Значи, кога велам објекти, повторно, тоа се згради, тоа се мостови, тоа се брани. Ние можеме потоа да процениме каков тип на земјотрес, да речеме, со кој фреквентен состав ќе биде опасен, да го наречам така, односно ќе ја донесе конструкцијата да вибрира во резонанс. Се користи ли често во Да, доста е користена. Дали поплавите имаат врска со земјотресите? Дали животните навистина можат да осетат дека ќе има земјотрес неколку минути пред тој да се случи? Според информациите, научниците велат дека не. Но, еве колку за пример. 62-та година во Скопје голема поплава, 63-та веднаш потоа катастрофалниот земјотрес. Минатата година големите поплави, а потоа и земјотрес. Интересно е што епицентрите на овие земјотреси кои што го погодија Скопје беа токму во оние делови каде што беа најпогодени од поплавите, во околината на Стајковци. Сепак науката вели дека нема голема врска. Еве ги деталите. Самите раседи, кога не се приближуваат тие, пукнатината е толку добро притисната меѓу двата блока да има мало минимално поместување, но водата и товарот од водата не можат да инициираат такви јаки силни земјотреси и тоа го тврдам со сигурност не ја, него и сите практично научници кои што се занимаваат со сизмологија и земјотресно инженерство. Кога сме кај науката и тоа што велат тие, ајде уште еден мит, велат дека животните ги пречувствуваат земјотресите и тоа некои животни дури неколку часа можеби претходно. Има ли тука вистина? Не, нема вистина. Дека земјотреси ќе има поголеми или помали од оној лани е повеќе од известно. Затоа треба постојано да се потсетуваме барем на оние мерки за заштита кои што можеме да ги превземеме. Во ова досие ќе ви пренесеме дел од нив. Ќе започнеме од оно најважното што го велат експертите. Не само при земјотреси, при поплави или било какви елементарни непогоди. Препорачливо е сите важни документи секогаш да ви се накуп на едно место во една торбичка, за не дај Боже. А сепак ќе започнеме и со советот кога ќе здрма земјотрес. Не бегајте по скали. Не можете да го натрчате земјотресот. Овие земјотреси негде со магнитуда до 6 степени не траат повеќе од 20 до 25 секунди. Значи, поготово кога сме на некој повисок спрат, теоретска шанса ние нема да се симнеме до доле за 20 на секунди. И ако се симнеме, за тој не се препорачува да се излезе надвор. Зградата нема да се сруши, но многу лесно може да падне дел од фасадата, некои цигли од преградниот зид и многу често имаме таков тип на повреди крај граѓаните, дури и смртност како резултат на тоа што бегале. Значи, тоа е, да речам, втората причина што не се препорачува да се бега за време на земјотрес, но одма чим се заврши земјотресот, сталожено треба да се излезе надвор и да се иде малце подалек од објектот, повторно да не падне нешто од автершоковите. Доколку се наоѓате во затворен простор, веднаш засолнете се на побезбедно место под врата, носечки столб или покрите го лицето и главата со рацете и засолнете се во ќошот од просторијата и останете таму додека трае потресот. Обавесно се претпорачува да се засолниме под некоја цврста маса или некое биро и повторно граѓаните треба да знаат дека
Не се мисли дека ако се засолниме под бирото, дека ако се сруши зградата, дека ние ќе се спасиме. Може да се спасиме, многу е тоа тешко да се предвиди и све зависи од тоа каков товар е панет. Засолнувањето под масата се препорачува од аспект на тоа да не падне некои потешки книги, бидејќи тие паѓа за време на силен земјотрес, да не се сруши некој орман, да не падне некој куфер, да не падне некој телевизор и да не повреди. Значи, засолнувањето е само од тој аспект, а не е од аспект да не заштити под бирото ако објектот се сруши. Но, ние треба да знаеме и граѓаните треба да не се така баш лесно рушат зградите. Каде во станот треба луѓето да застанат кога има земјотрес? Значи, тоа што го реков, мора да се бега од прозорите, повторно многу лесно може да се скршат прозорите и да не повредат. Ако не можеме да се засолниме, ако нема во близината некое биро или маса, тогаш треба да се иде према оној зид каде што нема прозори, а не важи правилото дека треба да бидеме во околу рамката кај што е вратата. Влезната врата, да, така тоа се верува. воопшто не прави. Практично сите делови во ново изградените објекти се сигурни, со исклучок на тоа што треба да се бега од прозорите, да не дое до крчење на прозори, да не направат повреди. И нормално тоа е банално да се каже дека не треба да се иде со лифт. Мислам дека секој тоа го знае, пошто... Сега некои велат не по скали, скалите први може да се срушат, подобро во лифт, барем ќе останете во кутијата. Не, никако во лифт. Ќе бидете заглавени, може да нема струја во станот, во зградата, воопшто не се ни дозволува да се иде во лифт. Силен, катастрофален, а некои нарекуваат и библиски земјотрес го очекува светот во оваа година, пишуваат светските медиуми. Велат ќе умрат и илјадници луѓе. Дали светот го очекува разорен земјотрес? Ама тоа е нормално. Ја можам да кажам дека до година ќе се случи сигурно земјотрес со магнитуда поголем од 8. Тоа е страотен земјотрес, кај што ќе има на илјадници жртви ако е во епицентарот негде во град. Ама тоа се кажува врз основа на статистика. Значи, јас сум кажал неколку пати. Од статистика која е водена од 1900 година, просечно секоја година има земјотрес со магнитуда поголем од 8. И околу 1 земјотрес. И околу 12 со магнитуда измеѓу 7 и 8, кое што исто така тоа се катастрофални со земјотреси. Така да тоа што го тврдат некој се измолози, тоа е познато, еве јас велам. До година ќе има сигурно десетина земјотреси со магнитуда измеѓу 7 и 8 и сигурно 1, а може би 2, значи статистиката е со магнитуда над 8. Во колку се случи да тој земјотрес е релативно плиток, епицентарот да му е близок до некој град поголем, ќе има на стотици, може да има и на стотици илјади дури жртви, да кажам. Може ли да се предвиди барем локацијски каде? Апсолутно, локацијски се знаат каде може да бидат земјотресите. Али кога ќе се случат тоа што стално го вериме, не може. Скопје и Македонија ќе се тресат и во иднина. Од природата нема каде да се бега. Ако е за утеха, барем не сме најризични во регионот. Ќе се тресе ли Скопје? Треба ли да се плачи? Ќе се тресе, не е сериозно да се предвидува. Мислам дека за известен период ќе има некое мало мирување, но после 2-3 години повторно вака ќе дојдете да прашате дали што е со земјотресите. И сепак, како што велат нашите соговорници, може би е добро да не здрма малку од време на време, колку да не се заборавиме и да не се опуштиме, да не заборавиме на безбедните градби. Тие се сепак најважни.